Почитувани, студентите се излажани и изманипулирани од владата предводена од СДСМ. Веќе трета година трае разочарувањето наречено живот. Измина уште една година на понижувања и неостварени ветувања. Студентите, како и сите граѓани на Република Македонија, се изневерени од функционерите на СДСМ, кои единствено работат за своите лични и тесно партиски интереси, заборавајќи на граѓаните и на студентите. 7 месеци измина од како председателот на младинската организација на СДСМ и директор на Агенција за млади и спорт Дарко Каевски вети и ги излажа студентите дека во септември месец ќе бидат пуштени во употреба блоковите В и Г во студентскиот дом Гоце Делчев. Студентите од студентскиот дом Стив Наумов во септември требаше да бидат префрлени во новите блокови. А еве, измина уште еден месец од новата 2020 година, а тоа се уште се нема случено. Студентските денови, студентите ги минуваат во мизерни услови, младите и днината на државата немаат соодветни тоалети, немаат светла во бањите, постојат структурни проблеми во објектите, кои го загрозуваат здравјето на студентите, проблеми со затоплување на собите. Единствено нешто кое се промени е поставување на камери кои снимаат директно во дупките на зидовите. Студентите во храната која им се сервира неретко пронаоѓаат бубачки, а таа не ги задоволува ниту хигиенските, ниту калоричните потреби на младите. Покрај катастрофалните услови во студентските домови, според сите истражувања, квалитетот на нашето образование тоне, а младинската невработеност во Македонија е највисока во Европа. Младите си заминуваат од државата поради неспособните политичари. Се евакуираат од Македонија во потрага по подобро утро. Да се подсетиме дека јавноста остана запрепастена по аферата Кеш, каде беа објавени сите енормно високи хонорари кои ги добивале вработените во СЈО, начело со сега веќе поранешната специјална обвинителка Катица Јанева, која е во домашен притвор и обвинета во случајот Рекет, како и целиот тим зад неа. Но се ближи крајот. Политикантите и транзиционите политичари кои што 30 години лебот го заработуваа лажејќи ги граѓаните, на 12 април ќе победи обновата. Обновата за Македонија, која ќе донесе подобро утро за секој млад човек. Ви благодарам.